Водата од најголем пријател на човековото здравје може да се претвори во најопасен убиец. По ексклузивното истражување на јавното мислење, 86% од вас одговорија дека очекуваат решавање на проблемот со загадувањето на водите во земјата. Во оваа емисија откриваме како. Добре дојдовте. Македонија важи за држава богата со квалитетна вода, но многу надворешни фактори влијаат таа да стане загадена. Индустрија, човечки фактор, стари азбестни цевки. Ако се точни прогнозите дека во иднина за овој природен ресурс ќе се водат и војни, тогаш земјава очигледно не прави доволно за да го заштити. Институтот за политички истражувања Скопје за детектор спроведе истражување на јавното мислење преку телефонска анкета спроведена од 8 до 13 јануари. Годинава на репрезентативен примерок од над 1000 испитаници од целата држава за да дознаеме што вие мислите за загадувањето на водите во нашата земја. Но пред да ги откриеме резултатите, ве водиме во селото Шум во Струшко, од каде извира водата која пијат стружани. А оваа вода, за жал, неколку пати во годината е забранета за конзумирање поради присуството на опасни бактерии како Ешерихија коли. Тргнав во потрага по изворот кој носи вода до цевките на стружани и очекував да се најдам среде природа, во некоја планина сокриена далеку од погледите на јавноста. Но не беше така. На моје изненадување, на десетина километри од Струга стигнав во селото Шум. И токму овде сред село ја забележав куќарката со езерце пред неа. Мислев дека е некој стар објект, но локалните мештани ми потврдија дека од овде започнува патот на водата која тече низ чешмите во Струга. Ова е извор од шумот каде што стружани се снабдуваат со вода за пиење. Но како што може да видиме, овде не е инвестирано ништо повеќе од 30 години од кога е изграден објектот, а не се променити ниту пумпите за вода. Не е многу поразлично и околу изворот. Некогаш во ова езерце се одгледувале риби, а локалците од овде ги полнеле домашните трпези. Денеска се уште живи беа неколку тепатки кои ги ловеа сончевите зраци. И тие пливаа обидувајќи се да ги избегнат кесите со ѓубре, пластичните шишиња, кои поради нечија негрижа завршиле каде најмалку треба. Водата за пиење еднаш неделно ја проверува Охридскиот центар за јавно здравје. Ми кажаа дека веќе земале примероци за испитување и се упатив кон Охрид. Во центарот ме пречека директорот, а во лабораторијата дипломираниот технолог и хемискиот лаборант ги правеа последните подготовки за денешното тестирање. Постапката е кратка, а од неа ќе дознаеме дали водата во Струга е безбедна за пиење. Какви примероци на вода ќе испитувате и што треба да покажат овие анализи? Испитуваме вода за пиење од градски водовод Струга. Прво ќе испитуваме проводливоста, потоа димесоматноста и pH метар. И додека тие ги прават тестовите, јас замина во Струга да слушнам што мислат граѓаните. Стружани се револтирани затоа што плаќаат сметки, а вода за пиење немаат. Но лути и поради новата битка која ја водат за да ги зачуваат туристите. Не е само за пиење, туристичко место е. Не е само за кога е најбитно, кога е најпотребно, сигурно на канализација на вода не е уште пред 60 години направена. Не е инвестирана. Вода купуваме секогаш. Водава не е чиста. Мораме да купуваме, ризично е за здравјето. Загадена вода тоа. Додека шетав по Струшката чаршија ми јавија дека резултатите се готови. Овој пат вестите се добри. Водата во Струга е безбедна за пиење, а матноста е во дозволените граници. 0,19. Сите три се во дозволената, така? Во дозволените граници, да. Заматената вода е потенцијална опасност по здравјето и како што вели директорот на центарот. Постојано ги советуваат граѓаните кога ги пуштаат чешмите да остават водата да протече по цевките за да видат дали ќе биде матна. Таа матност не е предизвикана од некои хемикали, од некои хемиски агенси и не е штетна директно како хемиска материја, но параметарот матност е сериозен параметар кој што укажува дека водата не е за пиење доколку е надвор од дозволените граници. Зошто толку често доаѓа до заматување на
на водата од градскиот водовод во Струга и дали можеби вие како Центар за јавно здравје апелирате и алармирате да се најде решение за овој проблем? После поројни врнежи од дож, тоа се случува, не е постојано, но сепак е индикација и потенцијална опасност за населението кое што ја користи таа вода за пиење. Кога параметрите во анализите се над дозволеното, од Центарот веднаш ја известуваат Агенцијата за храна. Но за време на нашата посета немаше потреба од дополнителни мерки. Си заминувам со надеж дека нема да ги посетам повторно по првите пролетни дождови. И јас како и стружани, само можам да се надевам дека ќе имаат чиста вода за пиење. За загадувањето на водите во детектор разговарам со доктор Михаел Кочубовски од Центарот за јавно здравје. Добре дојдовте. Душко Весковски, директор на Водовод и канализација. Добар ден и за вас. Кирил Ристовски од Центарот за еколошка демократија Флорозон. Ви благодарам на сите што сте овде. Пред да започнеме со дискусијата, да ги видиме нашите први резултати. Иван, какво е мислењето на граѓаните? Колку сметаат дека водата која имаат во своите домови е чиста и безбедна? Мнозинството граѓани одговориле дека водата која што ја добиваат дома е и чиста и безбедна. Преточено во бројки резултатите изгледаат вака: 55,3% одговориле дека водата која што ја добиваат во своите домови е и чиста и безбедна. Меѓутоа голем е процентот и на оние кои што рекле дека таа ниту е чиста, ниту е безбедна. Ваков одговор дале 32,2% од граѓаните. Поголемиот дел од граѓаните исто така не веруваат дека државата има соодветен пристап за справување со загадувањето на водите. Ваков одговор дале 53,3% од испитаниците, спротивен одговор дале 24,8% од граѓаните. На прашањето каков е квалитетот на водата споредено со една година период, мнозинството од граѓаните одговориле дека квалитетот на водата останува ист како и претходно. 49,2% од вас го дале ваквиот одговор, 24,2% велат дека се влошува квалитетот на водата споредено со периодот од една година, додека само 19,7% од граѓаните велат дека квалитетот на водата споредено со периодот од минатата година се подобрува. Ајде да ги прашаме нашите гости. Доктор Кочубовски, колкав процент од граѓаните пијат реално безбедна вода? Колкав процент сепак пијат вода која што не е безбедна за пиење? Па видите, ние ако збориме на републичко ниво, 97% од граѓаните пијат безбедна вода за пиење или имаат пристап до безбедна вода за пиење. Останува само околу тие 3%, тоа се села каде што нема селски водоводи и пијат од некои јавни чешми или индивидуални бунари или безбедни ли се селските водоводи, бидејќи околу половина милион граѓани всушност не се приклучени на онаа градска водоводна мрежа, туку имаат селски водоводи кои ги управуваат самите? Ние имаме, секоја година правиме извештај, во новиот извештај што ќе излезе, тоест сега ќе биде деноиве, тоа е направен веќе. Села на градски водовод се приклучени негде околу 217.000, да речеме, да не оптеретувам со точни бројки, а села со собствен водовод се најголем дел. Тоа се околу 440.000. Таа вода безбедна се контролира? Овие села што се приклучени на градски водовод, таа е 100% безбедна затоа што во градовите сите кај нас граѓани пијат безбедна вода за пиење. Така да и овие села што се приклучени на градски водовод, сега пијат и хемиски и бактериолошки безбедно. И не само тоа. Ние испитуваме како Институт за јавно здравје и многу други параметри, многу други анализи што ги испитуваат како е например Центарот за јавно здравје Охрид и другите 9 центри. Така да во градовите и тие села е 100% безбедно. Селата кои имаат своји водоводи, дел од нив имаат јавни комунални предпријатија како што е водовод например. Имаат своји, да кажеме, или неколку општини. Таму постои ли процент на ризик? Сега само да довршам. Тие добар дел од нив има се приклучени на јавни комунални предпријатија, има договор за одржување и редовно хлорирање на водата или дезинфекција. Но еден дел од нив нема договор, тоа има отпор од граѓаните заради нормално плаќање и така натака или некои други причини, што граѓаните мислат дека водата им е добра и нема потреба некој друг да едноставно да влегува во нивниот атор, што би рекли. Ние од 2013 заедно и со АТКОМ и со јавните комунални предпријатија, со Министерството за транспорт и врски, со Министерството за животна средина, АТКОМ го спомнав, тоа е Асоциација за комунални, спроведовме на акција со центрите за јавно здравје, да видиме каква е состојбата. И тие села кои не се приклучени на градски водовод, беше голем процент кои немаат ни јавно комунално предпријатие,
ниту дезинфекција на водата. Може ли само пред да продолжиме со на што покажуваат вашите анализи, Весковски, може ли да се прошири мрежата на водовод и канализација за да се обезбеди сите да имаат безбедна вода за пиење во земјава и би сакала да го искоментираме она што се случи минатиот викенд. Испративте демант на информации за загаденост на Рашча. Беше ли загаден изворот од кој што се врши водоснабдувањето на целиот главен град? Раче не може да се загади, тој е природен ресурс кој што е благодет на оваа земја, особено на граѓаните на Скопје. Природно чист извор на вода, кој што ретко некаде може да се пофалат некои други градови со ваков извор на вода, каде што и температурата на водата, но и незината чистота е безпрекорна. Не само оваа година, туку назад десетици години. Слободно можеме да кажеме дека граѓаните на Скопје пијат здрава и чиста вода, каде што современи лаборатории. Колку често ја контролирате? Секојдневно се прават испитувања на 36 локации, на постојани локации на градот Скопје, а додека 50 имаме мерни станици кои што повремено го контролираат овој квалитет на водата и на други подречја од градот. Значи, буквално можам да ви кажам дека и онаа метода која што се користи во нашата лабораторија, таа е Quantitrай метода, каде што за 18 часа веднашка можеме да утврдиме дали има некаква Има бактерија. физичко обезбедување на Рашча како што е пропишано дека треба да има? Апсолутно, значи физичко обезбедување кое според ИСО, кое што е малку од повисок карактер, каде што се посебни безбедносни мерки, зашто тоа е витален објект. Затоа што гледаме како изгледаат некои. Се работи за безпрекорно чист објект, безпрекорно одржуван објект кој што заедно и со Министерството за одбрана, но и ние со наше лично обезбедување се контролира и се пази. Ќе ми кажете подоцна дали може да се прошири водоводната мрежа за целата држава. Господин Ристовски, што покажуваат вашите анализи како невладин сектор? Имате голем број на студии, колку е безбедна водата и кои се најголемите ризик фактори? Па вака, со подпишувањето на договорот за асоциација и пристапување кон Европската унија, Македонија презема обврски да го согласи националното законодавство со на Европската унија во сите сфери, така вклучувајќи ја и сферата на управувањето на водите. И пред се можам да кажам дека на основа на донесениот план за согласување на националната легислатива, степенот на транспонираност на европските директиви бележи зголемен тренд, односно нивната исполнетост е во рамките на очекувањата не само на нашите институции. Ќе поразговараме колку ќе чини спроведувањето на целата таа европска регулатива. Имате ли информации на терен? Има ли некаков проблем во контролата? Меѓутоа, она што ние го очуваме како јас, како ГАП, е конкретно спроведувањето на конкретните мерки кои што се пропишани со националната легислатива. И поради тоа си овие резултати што ги добиват од граѓаните на самите анкети. Пред се тука морам да кажам дека определена вина сносат и институциите, затоа што во голема мера се затворени по споделувањето на извештаите, информациите во делот на квалитетот на водите. Како што е дадениот случај во Струга. Релевантната институција излегува со податок дека водата е безбедна, меѓутоа граѓаните не го делат тоа мислење. Така да тоа е индикатор дека ќе треба да се измести соодветен начин на споделување на информациите со цел нели граѓаните да повратат довербата во овие субјекти кои што стопанисуваат со водата за пиење. Дури на дневна основа, можеби во ваквите ризични подрачја се споделуваат информации со граѓаните. Ќе продолжиме со дискусијата. Иван, што граѓаните мислат од каде доаѓа клучниот извор на загадување на водите во Македонија? И во изминатите истражувања досега граѓаните покажаа дека знаат да бидат и самокритични, така и овој пат мнозинството од граѓаните одговориле дека најголема причина за загадувањето на водите во нивното место на живење е токму фрлањето на отпадот, односно 64,4% од вас дале ваков одговор. Потоа следува земјоделството и употребата на пестицидите, индустријата и градежништвото. Ако ја погледнеме мапата на Република Македонија, ќе забележиме дека исте одговорот во целата држава, меѓутоа најголемиот дел од граѓаните кои што живеат во Вардарскиот регион или 9 од 10 испитаници одговориле дека токму фрлањето на отпадот е причина за загадувањето на водите. Иван, благодарам. Господин Весковски, Скопје како една европска метропола функционира без пречистителна станица, дури и без колекторски систем кој најавувате дека ќе биде готов во февруари 2020 година, ако не се лажам. Тоа е планот на градот. Само да не забораваме дека освен Скопје и Белград, мислам дека нема во нашиот регион станица за пречистување на води. Ова е голем на отпадните води, да. Ова е голем проект и на владата на Македонија и на градот Скопје.
и особено со помош на француската влада, огромни средства се одвојуваат од буџетот за реализација на овој крупен проект кој што требал да се направи многу одамна. Ја верувам дека наш експертски тим со инженери веќе работи на постоечкиот проект, веќе се започнати првичните анализи, веќе овој проект е во добра кондиција и верувам дека овој датум кој што е зададен и од страна на надлежните органи и од нас ќе го испочитуваме и ќе го реализираме. Што е во моментот фактичката ситуација? Значи во моментов се она што се отпадни води завршуваат во Вардар. Да, имате една мала станица за пречистување која што се наоѓа во Волково, имате во Саре каде што се уште не е примена од страна на јавното претпријатие, сите други води завршуваат во Вардар. По изградбата на овој центар кој што го нарекуваме ние во Трубарево, излезот од Скопје, ситуацијата ќе биде сосема друга. Тоа ќе биде во 2020 година. 2020 година, според планот кој што е направен, тука се Европска комисија, тука се сериозни други институции. Прочитав некоја бројка од 10 милиони евра, 9 милиони ќе обезбеди Европската унија. Многу повеќе од таму. Многу повеќе од таму. Колку изнесува, ако знаете, крупниот проект? Не сакам да говорам со бројка, но многу целосниот проект со самото завршување е многу поголем. Доктор Кочубовски, колку е опасно тоа што во моментов се случува сите отпадни води да завршуваат во нашата најголема река? Ако не сум грешка, нема пречистителна станица ни од Гостивар до крајот на течењето на Вардар долу на југ. Колку е тоа причина и за настанување на друг тип на загадување, и на водата која што ја пиеме, и на почвата, храната која што ја конзумираме? Па видете, секако дека комуналните отпадни води треба да бидат пречистени како и индустријски, кои се пречистуваат. Пошто има пропис, има закони, тие се пречистуваат уназад години. Али комуналните отпадни води, ние имаме се еден тренд последниве години, само минатата година неколку градови добија пречистени станици за комунални отпадни води. Почнеме Гевгелија, Радоиш, Струмица, Кичево, сите тие Прилеп исто така по огромна. Едноставно, во почеток се Скопје, Битола, така да Скопје кој се реши ќе биде фактички. Ние имаме, сега, например, 2015 имавме состојба да пречистени комунални отпадни води имавме само 12,5%, која ќе биде пуштена 2020-2021, што тоа е до 2020, ние ќе имаме процент на пречистени води над 75% и ќе фактички ќе Со Скопје? Да, за цела држава зборам. Пошто Скопје е најголемиот Зашто до сега не конгломерат. се дало приоритет на тоа? Тоа е. Не можам ја да одговорам. Така да потребно е тоа. Зашто е потребно? Пречистување на комунални отпадни. Секако чини пари. Граѓаните ќе дел од тоа, ние ќе оплатиме сите и нормално и Европска унија. Но мора да биде, за да имаме безбедна вода за пиење, но и безбедна храна. Зашто? Реките се реципиент на отпадните води, но и реките служат во еден добар дел и за наводнување на земјоделски култури. Ако наводнувате култура која се користи во свежа состојба, како салати и така натака, зеленчук, тоаш постои ризик од биолошко загадување. Секако постои ризик од хемиско, али тоа е помало. Од биолошки ризик. Ако се храната термички се обработува, тоаш биолошкиот ризик се минимизира, но хемискиот останува. Значи, ако има загадување. Така да... Сте имале таков тип на епидемии кои што се предизвикани од храна која што е загадена тукму од наводнувањето со нечиста вода? Тешко е тоа да се одели, али не сме имале такво нешто. Ние сме имале помали случаи каде што заради водата за пиење во некои села сме имале некои мал број на случаи. Да, за каде што заболел луѓето. Вистовски, граѓаните веруваат дека отпадот е причина број 1 поради која се загадуваат водите. Имаме ли контрола на отпадот и колку е ова реалност? За жал тоа е реалност со која што се соочуваме сите. Меѓутоа морам да кажам дека има и други фактори кои што влијаат врз загадувањето на водите. Тоа е секако земјоделството, домаќинствата, индустријата, рударството. И вредно да се напомене, и тоа е алармантен податок, дека само 13% од територијата е покриена со канализациона мрежа. Услов за да добиеме ефикасни пречистителни станици е колекција на отпадната вода пред се од домаќинствата и од индустриските капацитети, за да може таа соодветно да биде третирана и како прочистена вода да биде пуштена назад во нејзините водотеци. Колегите од Вила Зора направи едно истражување во однос на квалитетот на храната и констатираа дека земјоделските производи во определени подрачја околу старата топилница на Велес изобилуваат со тешки метали.
како што се олово, цинк, кадмиум, што алармира и укажува дека подземните води како во тие жешки точки се загрозени и се предмет на континуирано постепено загадување. Државата треба секако да изгради некаква стратегија преку која што ќе изнајде механизми за да ја превенира понатаму состојбата и практично да ги ублажи последиците во однос на здравјето на сите граѓани на Ја нашата споменавте земја. индустријата како еден од загадувачите, колку кај нас се спроведува принципот дека загадувачот треба да плати? Па во основа сите политики поврзани со заштитата на животна средина се базира на принципот загадувачот плаќа. Меѓутоа, од друга страна, ако видите историјата наназад, не постои река или водотек во Република Македонија кој што не бил жртва на загадувањето од страна на индустријата. Ние во континуитет имаме помор на риби и на жив свет во неколку реки во нашата земја, а инспекторатот е тој кој што треба да го даде одговорот на вашето прашање. Според нашите сознанија, има многу низок степен на процесуирани случаи против конкретен загадувач, затоа што е многу тешко да се детерминира вистинскиот причинител и изворот на загадување во одредено речно слидно подрачје. Треба да се земе предвид и инспекторатот со какви предизвици све се соочува. Ние на државно ниво имаме еден инспектор за води и два подрачни. Хајде да видиме што очекуваат граѓаните, колку потенцијалното членство на земја во Европската унија може да ни донесе подобар квалитет на водата. Да, граѓаните очекуваат дека ќе имаме подобар квалитет на водата кога Македонија ќе стане членка на Европската унија, меѓутоа она што е поважно е дека најголемиот дел од граѓаните, односно околу 60% од вас одговориле дека Македонија не ги исполнува стандардите и препораките на Европската унија во однос на загадувањето на водите, некаде околу 30% од граѓаните имаат спротивно мислење. И сега одиме со прашањето кое што го постави Славица, што очекувате да се случи кога земјата ќе стане членка на Европската унија и веќе забележувате ќе биде многу полесно, вели мнозинството од вас, дека ќе се надмине проблемот со загадувањето на водите кога земјата ќе стане членка на Европската унија. Ваков одговор дале 43,6% од испитаниците, додека 14,6% го мислат спротивното. Голем оптимизам. Реално ли е? Да. Видете, ние од кога влеговме во процес на апроксимација, тргна работите со тие пречислени станици, затоа што претходно тоа чини пари и државата, как нашата држава, не е толку економски моќна и веројатно заради тоа едноставно не се влегуваше во тој процес. Макар да имаше помали пречислени станици за комунални отпадни води и една поголема, како што е Кумано, која работи со години успешно, а има и многу помали, едноставно, чак и по села имаме од претходниот период. Но сега веќе во градовите имаме. Реков дека од 12,5% сега сме веќе скоро близу, речи си 30% пречистени комунални отпадни во Скопје, тоа ќе реков преку 75%, што е условот што го бара Европска унија во преговорите, што ќе го бара, кој ќе влеземе во преговори. Така да, што сакам да кажам, Македонија во изминатиот период што има добро направено. Ние со децении работиме на елаборати за заштитни зони околу јавните водоснабдителни објекти. Во минатата година изработивме неколку. Тоа се витални документи кои со врз основа на кои владата донесува одлука за заштитни зони, прва, втора и трета, околу тие водоснабдителни објекти. Они има водовод Скопје, например, скратено да го кажам, имаат не еден, имаат просторен план, тој е последниот од 2002. Сега моментално работиме друг, заедно со Градушен институт Македонија и Институтот за јавно здравје. Значи, тоа е трет, како да го кажам, елаборат или студија, тоа е многу високо ниво, каде го офаќаме Рашче 1 и 2, тоа се тие двата главни извори. Но во минатата година го офативме и Нерези и Лепенец, бунарите. Иако има претходен елаборат, сега направивме нов, затоа што се менуваат работите. Со тие се менуваат работите секојаш, дали некојаш во позитивен, некојаш во негативен. Ние со тоа обезбедивме мерки за заштита, за да го обезбедиме граѓаните да пијат безбедна вода. Имаме малку подобра кондиција за разлика од другите главни градови во регионот, можеби и во Европа. И некои истражувања се правени подамна, каде што на европско ниво, само мислам дека Виена има подобар квалитет на вода и извориште од нашето. Можеби на исто ниво. Но се спомена некој бројка од околу 13% на канализацијска мрежа која што постои во земјава. Знаете како, малку има забуна кај граѓаните. Значи, водата и канализација Скопје, можам да говорам за моето предпријатие, за нашето предпријатие. Ја одржува, ја реконструира постоечката водоводна и канализациона мрежа. Изградбата на нови мрежи, на нови канализациони системи. Тоа го прават општините градот Скопје, а подоцна под наш надзор ние ги превземаме од нив.
И ние пробуваме да исклучиме во пресред на секоја општина и на градот Скопје во оние проблеми каде што ќе се соочат. И верувајте дека минатата година имаме реконструирано и обновено околу 1200 км на водоводна мрежа, 1200 км на канализациона мрежа и околу 600 км на атмосферска мрежа, која што е многу битна исто така за подречето на градот Скопје, а знаеме дека и поради градежната експанзија која што ја имавме во изминатата, огромен проблем се соочуваме со уфрлување на канализациона мрежа во нашата атмосферска мрежа. Тоа се работи кои што мора да се отклонат во наредниот период за да функционира секако што треба да функционира во државата. Се чини дека во многу работи се инвестира во земја, многу малку во она што не се гледа, а тоа е обично таа водоводна канализацијска мрежа. Очигледно треба Европска унија да дојде да ни помогне финансиски овие најважниве работи да ги решиме, колку ќе не чини да ги исполниме европските стандарди во делот на квалитетот на водата. Вака, имаше една проценка изработена од страна на Министерството за животна средина дека Република Македонија за да ги достигне стандардите на Европската унија, зборим во делот на заштита на животна средина, ќе треба да одвои буџетот од прилика околу 2 милиарди евра, од кои што половина од тие пари би оделе исклучиво на заштитата и управувањето на водните ресурси во нашата земја. Во однос на бројките, можам да кажам дека државата многу малку одвојува. Програмата за управување со води за 2018 година беше само 71 милион денар и практично државата е ставала во позиција своите проекти да ги реализира исклучиво со странска помош, пред се со финансиски средства од Европската унија, меѓутоа тука се билатерални договори помеѓу земјите од Западна Европа и нашата земја, пред се француската влада, швајцарската влада, да не ми замерат и другите држави, германската влада пред се во делот на водоводната инфраструктура. Меѓутоа тоа не е доволно и практично ќе треба еден долгорочен циклус на инвестиции во овој сегмент за да нели ги исполниме оние стандарди кои што ни се наметнуваат од страна на Европската унија. Тоа секако на крај ќе го чини крајниот потрошувач и она што се предвидувањата за наредните години е дека цената на чинење на водните услуги практично ќе бележи благ пораст. Тоа ќе биде благ или голем пораст? Европските регулативи налагаат да има зголемување на цената на водата. Воедно знаете, градот Скопје, но и Македонија како земја плаќа најевтина цена на водата по метар кубен, особено градот Скопје, каде што е најевтина од сите градови во Македонија. Пробуваме да го држиме оваа цена колку што можеме, но европските регулативи и онаа станица која што ќе биде изградена 2021 година, која што ќе создава огромен трошок и за градот и за јавното предпријатие, ќе мора да се направи некоја корекција во однос на овие цени за вода. Имате веќе пресметки за колку може да поскапи водата за Скопје? Првичните цени ги имаме, веќе заедно со регулаторна комисија веќе разговараме, во понапредни разговори сме. Првичните анализи наши говорат дека треба да се покачи некаде 2 до 3 денари по метар кубен, кое што во принцип не е огромно покачување, но сепак треба сериозна анализа да се направи и колку таа станица за пречистување на води во Трубарево ќе создава трошок и во однос на тие трошкови ќе можеме да направиме она анализа која што нас не е потребна за утврдување на цената на водата. Пред да ги слушнеме и заклучоците од нашата дискусија, да направиме куса пауза. Иван, што најважно слушнавме од денешното истражување? По денешното истражување научивме дека поголемиот дел од граѓаните мислат дека во своите домови добиваат чиста и безбедна вода за пиење. 49 или мнозинството од граѓаните мислат дека останува ист квалитетот на водата во споредба со минатата година. Најголемиот дел од граѓаните мислат дека главна причина за загадувањето на водите е фрлањето на отпадот и мнозинството од граѓаните очекуваат проблемот да биде решен со зачленувањето на земјата во Европската унија. Благодарам. Во заклучоците само накусо, купувате или пиете вода од чешма и се капете ли во нашите езера? Јас секогаш пијам вода од чешма и се капам во нашите езера. Да. Драго ми е да го слушнам тоа. Јас секогаш сум бил искрен, ќе говорам искрено пред да стапам на функцијата, имав некоја така и јас се запрашував дали имаме чиста вода, дали имаме загадена вода. Сум купувал и сум пиел, но веднаш кога што ми стигаат анализите секојдневни на мојот имейл службен, се работи за безпрекорна чиста вода и не можете да речете дека таа вода е прљава кога извира точно чист извор и стига веднаш во вашиот дом. Значи не е одстоена вода, не е вода флаширана, туку веднаш како што извира така стига во вашите домови. Тогаш е добра иницијативата на Ристовски да ги гледаме и ние почесто тие анализи за да оваа доверба од 50% порасне на многу повисок процент. Со задоволство.
Мисовски вие? Па, во секој случај, наша препорака како граѓанско здружение е поголема отвореност на самите институции и достапноста до информациите практично да го направи своето, односно овој негативен имидж што го имаат кај граѓаните да се подобри и практично да се добие на позитивна слика базирана на реални факти и податоци. Ви благодарам на сите што учествувавте во денешната дискусија. Целото истражување погледнете го на Facebook страната на Детектор. Бидете повторно со нас и следната недела во 16:30. Ќе бидеме со темата борба со корупција. Пријатно!